Во моментот се наоѓаме секако во фантастичната, сега веќе и реконструирана, реновирана сала Наум Нумовски Борче, познатата Партизан. Инаку ова издание на Ние ќе ве запознаеме секако за оние кои што можеби сте го пропуштиле терминот на Pro Basketball Training или конкретно овој нов метод во кошарката. За оние кои што можеби не знаат за ние всушност секој петок наша епизода, ние како екипата на Утринска на Телма, според сечи, сензибилитет или карактер, да донесеме една новина и свежена во етерот. Па така што денес Марко и целиот тим одлучија малку повеќе да ве внесат во овој нов иновативен метод во кошарката. Не ми се верува дека поминаа точно 10 години или да речеме цела деценија од всушност неговото доаѓање од Соединетите Американски држави, секако со една многу убава биографија која што има Ивица Јаковлевски како тренер во Pro Basketball тренингот кај нас во Македонија, ја носи оваа новина пред 10 години и се сеќавам како да беше вчера, можеби првото интервју кое го даваше токму и за Телма телевизија и еве 10 години подоцна можеме да кажеме дека го има овој значаен јубилеј. Веројатно не само таа дисциплина, љубов, конзистентност, иновативност и се она што можеби значи една алтруистичка нишка која што тој некако си ја обсервираше со тие патувачки приказни, особено и во Америка, успеа секако да остане на таа, да кажам, на тој пиедестал, да се биде чесен, вистинит пред публиката, пред клиентите и секако да го донесе тој жар, љубов како што тој го поседуваше од своја најмала детска возраст, влегувајќи токму во чеблите на кошаркарите, односно во своите чебли на кошарката и полека да го гради својот имидж на брендот Ивица Јаковлевски Pro Basketball. Меѓутоа многу ми е драго што еве после 10 години можеме денес повторно да направиме една убава кратка реминисценција на почетоците на тоа како Ивица всушност го донесе овој нов метод и како денес доста млади момци, особено веројатно и девојчиња, го практикуваат во своето секојдневие. Кога можеби речиси тешко да се задржи вниманието и да се остане пак целосно посветен на љубовта кон нешто одредено, а тоа може утре да ви биде не само хоби, туку и вистинска професија, верам дека тој го прави вешто, освен со своите тренинзи кои што ги има секојдневно во текот на седмицата, психолошки, емотивно, да ги стабилизира, да ги сосредоточи и можеби да ми го покаже вистинскиот пат до кошарката и спортските успеси кои што може секој од нас да ги има. Така што ви го представам мојот долгогодишен пријател и сега и оние на Телма телевизија да се запознаат со Ивица Јаковлевски Pro Basketball Training. Драго ми што ме повикавте, што може да си помоабетиме за моите почетоци, за тековните настани кои ќе бидат во текот на годината и секако за 10 годишниот јубилеј кој ќе биде во еден од нашите познати хотели. Како што кажав, сериозно не ми се верува дека поминаа 10 години од првото интервју дадено за Телма телевизија. Знам дека си активен доста и на другите медиуми кај мои колеги, меѓутоа секој пат се обидуваш достоинствено да го представиш токму овој нов метод, иновативен метод на кошарката. Сега ќе се вратиме малку на почетоците за оние кои што можеби не знаат кој е Ивица Јаковлевски, што се направи можеби изминатите 10 години, би сакал да вратиме, како што кажав, една реминисценција, една убава архива твоја која што имаш за работењето на овој метод кој што работи всушност за психомоторика кај децата и да ги разбудиш можеби чувствата поубаво некако нели во спортот и за кошарката. Од најмала возраст со всушност кошаркарските чевли, заминуваш во работнички, во неколку други клубови, потоа патот те носи во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, како Ивица катарзично се поврзува со кошарката и кога беше тоа? Најпрво бев кошаркар. Играв до некои си 24-5 години, па потоа отидов во Америка, а од кога се вратив некако ме навлече тоа чувство да помогам на другите, односно да сето тоа знаење да го пренесам. Почнав, како што кажав, во еден од клубовите кај нас и видов дека тоа ме исполнува. Значи, кога ќе имам фидбек од играчите дека тој научил нешто, тој се подобрил, дали е тоа психофизички, дали е тоа ментално или технички кошаркарски, чувствував некоја топлина, некоја возбуда дека тоа ме носи нагоре и тоа ми дава позитивна енергија за уште повеќе да напредувам. Влегов во тие тренерски води, бев, како што кажав, екипен тренер, освојувавме и прво, и второ, и трето, и четврто место, и кога бевме шампиони, увидов дека после тие освоени титули, играчите се на да речеме на тоа исто ниво кое што
да речам за мене непосакувано, затоа што без разлика што сме го освоиле првенството, они не може да отидат во првиот тим затоа што индивидуално и технички не се да речам не се способни за да можат да влезат во првиот тим. Колку и да се подготвени физички, можеби да ги имаат капацитетите и талентот, методите, сепак ова е другиот пристап, поинаков пристап. Сега прости на дигресија, меѓутоа кога спомена дали за заминувањето твое во Америка, дали повреда имаш некаква можеби во тој период, па тоа прави една мала пауза во кариерата на Ивица Еколевски, па заминува за Америка? Да, јас имав повреда тука, се повредив, значи преден вкрстен лигамент и менискус, тоа се специфични работи за еден спортиста и потоа отидов во Америка и од кога се вратив почнав да го работам ова затоа што навистина ме исполнува и еве до ден денеска фала му на Бога, добро работиме, има многу играчи и го шириме овој начин на работа и овој метод низ цела Европа. Она што сакав да го кажам за тој екипен тренинг, Марче, дека можеш да земеш двајца високи играчи, еден бек и ти можеш да го освоиш првенството. Меѓутоа тоа не значи дека тие играчи се оспособени психофизички, кошаркарски, технички, сите технички елементи да ги усовршат. Значи мене ми е важна победата на екипата, меѓутоа исто така ни е важно ние да продуцираме млади кошаркари, како што може да видиме дека или спортисти, како што може да видиме ние немаме сега квалитетна репрезентација. Зашто? Затоа што играат повозрасни луѓе, играат по 35, 6, 7 години, не дека тие можеби не заслужуваат, меѓутоа ние треба да ги насочуваме младите во тие насоки. И сметам дека со младите треба да се работи многу повеќе. Јас го говорам тоа и на Инстаграм и на моите социјални медиуми дека мора да се сегментираат работите, мора да има квалитетни тренери и тие квалитетни тренери да работат, да речеме, во една генерација со 5 најдобри или со 10 најдобри играчи, да си има и тренер за техничка подготовка, за физичка подготовка, психолошка подготовка, нутрициониста, така да бидат комплетно и сите тренери да бидат еден компактен тим, каде што ќе се вложат максимално во тие играчи. Само така можеме ние да направиме некој производ каде што ќе биде репрезентативен и ќе може да не презентира низ широм Европа на највисоко ниво. Во спротивно мислам дека ќе бидеме на исто ниво на кое што сме до сега. Потенцијалот велиш го имаме токму на нашата кошаркарска спортска цена, меѓутоа велиш дека мора да останеме агилни и во иновациите, во спортот и во кошарката. Малку би дале една дефиниција на гледачите што значи всушност овој иновативен метод кој што го инкорпорираш можеби нели во овие да речам нови спортски таленти. Само да прашам дали про баскетбалот е доста иновативен и нов метод и во Америка. Таму го учиш целиот концепт на овој нова кошаркарско знаење? Така, Марче, ова е амерички метод на работа. Меѓутоа јас го ќе го укомпонирам, односно го усогласувам со европските методи на работа. Овие методи кои се буквално од Америка. Јас така ја земав NBA сертификатот од најдобриот NBA Skill Development баскетбол тренер во светот. Полагав 15 вежби нивни, 15 мои, па имаше теоретски дел и така натаму. Ова е сосема друга димензија. Значи овде вклучува класичен како да го објаснам тоа, овде вклучува ментална стабилност, психофизичка подготовка, меѓутоа на многу високо ниво. Овде игра улога целиот локомоторен систем, односно нашето тело, мускулатурата, движењето на нашето тело усогласено со дриблинзите, што е многу покомплексно за работење и за објаснување. Меѓутоа јас се трудам да им го објаснам на сите мои играчи и гледам дека добро го разбираат тоа и сакаат многу да го искусат, затоа што мислам дека е од полза, нивна полза и не само за нив и за нивните тимови, затоа што кога ќе оспособиш еден играч и тимот има бенефит од тоа, затоа што тој играч е квалитетен, може да направи предност, може да допринесе многу за Апсолутно. Сега имаме еден играч од 2007 годиште, беше репрезентативец и влезе во првиот тим, во прва лига кај нас, така да има доста многу играчи што се квалитетни и што напредуваат. А ова што го спомна за овие методи на работа се јас ќе кажам многу специфични, комплексни, интелигентни и многу бара мислење и многу бара посветеност. Затоа што овде имаме многу реквизити кои ги користиме за подобрување на нашите способности технички. Значи има не знам и физички перформанси. Значи ние работиме буквално се што е потребно за еден кошаркар да прерасне во врвен спортиста. Ние работиме таа техника, меѓутоа после таа техника ја усогласуваме со
ситуацијата, со ситуационите методи кои им се важни на играчите. Нели имаат ситуација, тука празен простор, таму или тука блокада, па мора да помине, како да помине покрај таа блокада, дали раменскиот дел да игра улога, дали коленото напред, дали да биде колкот цвртен, не знам, стапалата да бидат вака или налево или надесно, како поставени, значи поставеноста исто многу битна на целиот локомоторен систем, на целото тело, така да многу интересни моменти се, мене тоа ме заинтригира и затоа сакав да го добиам тој сертификат и еве секаде каде што идам низ Европа е признаен и сум дочекан со респект, што ми е многу драго и на огромна чест и задоволство. Еве и лани бевме во Грција, во Солун и таму имавме тренинзи, баш луѓето се од Грчка. И мислам дека ова е правилниот начин на работа и само така може да напредуваме кога ќе се фокусираме на одредени сегменти и така може да создадеме спортисти. Кога спомена амерички начин, ако кажам интерпретација на кошарката европски, претпоставам дека има мала дистинкција и разлика, не знам ти ќе ми кажеш. Меѓутоа, дали ова може да кажам дека про баскетбол е всушност и некој златен стандард на NBA кошаркарите? Да, види, значи сите NBA кошаркари работат со skill development баскетбол тренери. Знаеш, skill development баскетбол тренери се многу малце затоа што ти треба да го презентираш тој начин на работа од секој аспект. Треба да бидеш активен со мотивацијски видеа, треба да бидеш активен со кошаркарски видеа, треба да го презентираш, да демонстрираш, што е најважно, да го демонстрираш елементот и да го акумулира играчот тој елемент. Јас бев лани со Џони Стефон и Брайан Мейкон, тоа се NBA Skill Development баскетбол тренери, и ми кажува Џони Стефон како Кевин Дурант од Dream Team-от, еден од најдобрите играчи во светот, му се јавува секој слободен момент да тренира со него. Зашто му се јавува? Затоа што он сака да го продолжи тој тренд на најдобар играч. И затоа што тоа е различно. Екипен тренер може да ја води екипата и да ја усогласи екипата во нивните ситуации, во нивните финеси и така натаму. Меѓутоа, екипен тренер не може да биде skill development баскетбол тренер и не може да го работи ова што го работи. Затоа skill development баскетбол тренерите се една да кажам различна позиција во овој кошаркарски свет, затоа што му го даваат она што е најважното на еден играч, а тоа е техничката способност, да шутне во правилен момент, тајмингот на изведување, реакцијата, значи ние имаме вежби и за реакција, за читање на играчи, за тајминг, за дриблинг, имаме у девелопмент тренингот се вика тоа pace, значи не да биде се во ист ритам, во иста брзина, него да има промена на брзина, затоа што ете така, промена на брзина во ритамот, затоа што промената на брзина е многу поефективна од само брзината на изведување на еден кошаркарски елемент. Така да сметам дека ова е еден класичен, како што кажа ти, во Америка, не многу познат низ Европа, меѓутоа еве го промовираме, не знам колку сме во целата Европа, може да се 50-100, не знам. Тренери како тебе. Тренери skill development баскетбол тренери кои се вложени во овие методи и кои сакаат да направат промена. Впрочем, јас сакам да ја направам промена не само во кошаркарскиот тренинг, туку во начинот на размислување. Мора да размислиме дека сме добри, дека вредиме, дека навистина имаме што да покажеме на Европа и на светот, и сметам дека овие наши момци тука вредат многу повеќе од тоа што се прикажуваат, затоа што знаеш како, ако имаш ти тренер кој не знае да ги освести нивните капацитети, он нема да знае тоа дете од 16-17 години колку вреди. И јас им викам, момци, вие вредите, вие тренирате со тренер кој земал NBA сертификат. Значи, вие вредите многу повеќе, така? Вие учите од мене, јас сум учел од некој друг, вие учите од мене и мислам дека многу повеќе заслужувате кога ќе ги ослободиш психофизички, кога он ќе чувствува дека може да нападне, да даде многу повеќе од тоа што го има како моментално, он игра многу подобро. Кога ќе го ослободиш, сакам да кажам дека он нема више притисок, он не е во некоја во кутија, во некоја рамка, дека морам само тоа да го направам и само да додадам. Не, твојата задача прво е да навлезеш и да дадеш кош ако можеш. А ако веќе ти дојдат двајца, тогаш додаја топката и тогаш веќе си многу поефективен и за себе и за целата екипа. Спомена еден од ретките си, ако не и единствено Македонија кој што го споделува знаење со пробаскетбол и како еден денес кој што ги има, да речам, тие кошаркарски скилс или капацитети, може да земе дипломата и
освен Америка, дали некаде има друго седиште каде што може да се земе оваа лиценца, да се биде, односно се направи поголема стратегија на тренери и на ученици? Да, во Македонија мислам дека сум единствен, мислам дека на Балканот сме многу малку, ако не сме околу 10 на целиот Балкан, што се квалитетни зборам. Знаеш како јас зборам skill development тренер кога ќе застане пред камера и кога ќе го каже елементот и кога ќе стои за тоа и кога ќе одговорен. И кога ќе го прикаже, кога ќе го демонстрира тоа. Затоа што камера можеме да ставиме тука, тој да биде таму, да си прави вежби, да играчите да трчаат и тоа е тоа. Зборам за некој кој треба да направи еден инфлуенс на целото спортско опкружување, односно на сите играчи, дали се тоа помлади или повозрастни. Иначе лиценцата земав од Америка, полагав, како што кажав, со нивни вежби, требаше да ги објаснувам, 15 нивни, 15 мои, до најситни детали, и тоа е буквално како да си завршил уште еден факултет, така да. Иако си професор по физичко образование, професор сум по физичко и здравствено образование и магистар по економски науки и ова како лиценца што го земав, сертифициран skill development баскетбол тренер. Кажав на почетокот на најавата, ќе се сложиме, живееме во време кога конзумеризмот е огромен. Зборам и оној дигитален, на кој што треба да правиме дигитален детокс. Секој пат велам треба да се обкружиме со мудрост, со знаење, за да зрачиме мудрост и знаење. Претпоставам дека и ова е еден од начините, како што ги имаш и ти. И верувам, она што го гледаме, не секој, честни случаи се, меѓутоа голема група на млади момци и девојки тешко може да останат сосредоточени, дисциплинирани во намерите денеска. Не збориме толку прагматични да бидат нели во иднината, меѓутоа денес да се биде нели да не го одлече вниманието. Претпоставам дека и кога ја гледаш таа една животна спортска потенција кај овие нови, да речам, надежи и таленти, се што сакаш со љубов да им речеш: "Еј, каде сте? Дај да се освестиме, имате во тебе потенција. Имаш ти во себе, носиш потенција." Колку се обидуваш и колку е тешко денес да ги навигираш тие емоции кај младите и дали се случува аха момент, чекај, да, Ивица тоа ми го кажа, дали гледаш, да речеме, во овие 10 години колку потенцијали кои што еве веќе искочија можеби од твојот тренинг вистина ќе заблескаат на самата сцена. Има ли такви, да речеме, примери? Има многу. 90% се такви кои што освен тренизите, нели кошаркарските тренизи што ги работиме во development skill тренингот, работам со нив и на психофизичката подготовка на менталната стабилност и на нивната емоционална интелигенција, што е многу важно. А исто така работиме на тоа дека треба да бидат фокусирани и треба да си го најдат патот за кој имаат цел. Јас велам вака, ако идеш право и гледаш кој од страна коментира или не коментира, го губиш фокусот на правецот и се фокусираш на тие од страна. Значи, потиснат си од други емоции. Така е, како што еден човек кој е мотивационен говорник кажа, реката е силно тече затоа што не се излева на страна, да. Него патеката е таа, колосекот и коритото е право. И тоа го говорам на играчите, мора да се фокусирате на тоа. Дечки, не можете со еден тренинг саат време во клубовите да станете играчи. Мора да работите, мора дополнително да се посветите по саати 2 и 3, имате време за училиште, имате време за се. Меѓутоа мора да си го подредиш денот, да си го организираш денот, како и што треба да правиш ако сакаш да направиш нешто од себе. А постојано зборам за тоа дека освен нели денеска освен училиштето и тренингот, врските имаат и социјални медиуми кои посветуваат внимание, меѓутоа гледам што повеќе да ги отргнам од телефоните, односно тешко оди. Па малце потешко иде затоа што се пласира денеска на Facebook, Instagram, TikTok популарно нели кај младиве, меѓутоа еве јас и на TikTok ставам вежби кои се за да им се доближиш можеби на тие млади таленти. Јас викам, селектирајте она што е битно, немој да гледате се и се што ете така. Да, направете го алгоритмот така како што е во ваша полза, за да вие имате повеќе знаење, меѓутоа знаеш како деца сите сакаат нешто интересно да слушнат, да видат и така натаму, меѓутоа голем дел од нив пратат движења, NBA тренери и така натаму, затоа што само така може да имаат напредок, нели? Мора да се фокусираме и да примаме информации што ни се нас битни како би ние напредувале во тие сегменти. И многу важен сегмент е за про баскетбол е дека се обидуваш дел од тие млади момци и девојки да ги однесеш и на тие кампуси, односно кампови каде што се чинам дека минатата година во Кипар можеби бевте или грешам? Во Крит, во Крит ги запознаваш со други
неверојатни имиња од светот на кошарката, така што верувам дека ја гледат тежината и багажот кој што го носиш и ти и целиот, да речем, пробаскетбол, со тоа што ќе имат прилика рамо до рамо да застанат со некој од овие, да речем, во случајот и спортски звезди. Често сум го гледал, не би глорифицирал конкретни имиња од кошарката, меѓутоа Коби Брајант, покојниот сега, секој пат беше многу духовен и спиритуален во своите намери и во своите говори кои што ги давал, дека не е само да имате, нели, добри перформанси физички, туку треба да бидете и полни со љубов, со една зрелост и мудрост, една црстина во вашата мисла и мозок. Претпоставам дека сето тоа со овие кампови кои што им ги овозможуваш, сваќаат која е тежината на целото нивно и духовно патешествие или патување нивно. Да, вака ние бевме, како што кажа Лани, со NBA Development Skills тренери, тоа се стварно NBA, ќе ги споменам за да знаат гледачите за тежината на се тоа што го правам за мене, за моето семејство и за сите играчи кои ги тренирам и за цела Македонија, без разлика дали некој тренира кај мене или не. Џони Стефон е тренер на Стеф Кари, Кевин Дурант, Крис Пол, Скоти Барнс и така натаму. Брайан Мекон исто работи со NBA играчи од Коби Уајт од Торонто Репторс и така натаму, Коби Уајт, извини, од Чикаго Булс и Скоти Барнс од Торонто. Кога отидовме таму, играчите не веруваат дека се NBA тренерите. Вика тренеру кај се. Дојдовме во сала, дојдоа тренерите, се запозна, вика тренеру ти не донесе со NBA тренери. После тоа таква самодоверба има играчите, што вика се враќаме назад и вика тренеру сега не може никој да ми каже дека не сум добар или не сум добра во ова, затоа што NBA тренерот мене ми кажа дека сум навистина добра. Тоа е мојата цел, Марче, да видиме нешто друго, да се надградуваме, да добиеме поголема самодоверба, да имаме self-respect, да имаме самодоверба на едно повисоко ниво, не само таму да ни биде самодовербата, него таа да не држи цела година и преку целиот тек на надпреварувањата и во животот и така натаму. Значи кога ќе направиш една таква работа да донесеш играчи да тренираат со NBA тренери, веќе се они чувствуваат на друго ниво и имаат поголема желба за работа. Ја сваќаат комплексноста, ама и вистината која што ми ја носиш. Така е, затоа што тие тренери не може да ги донесе секој, ниту па тие тренери имаат време да дојдат кај нас или некаде, меѓутоа познанствата мои со менаџерите од Атина го направија тој камп и тоа доведе да они бидат таму и беа многу благодарни што дојдовме ние од Скопје, што они не веруваа, нели, дека некои деца од Скопје и некој тренер ќе дојде. Впрочем, имавме многу добра комуникација и се уште сме во комуникација и они баш го искоментираа тој момент. Не знаеме дека има скил тренер девелопмент во Македонија, ниту па играчи кои се на вистина на високо ниво спремни. Така да мислам дека тоа е на едно повисоко ниво и сме први во историја на Македонија кои работеле со NBA Development тренери. До сега мислам дека никој не работел, затоа што освен тие некои македонци што живеат во Америка. И наредно што сакаме да направиме со еден, можам да кажам, првите во свет, најелитни, токму што го спомена Коби Брајант, има работено со Коби Брајант, со Леброн Джеймс, уште 200 NBA играчи, он се вика Ганон Бейкер. Ако успееме да направиме со него камп, а сме во комуникација, ќе биде многу добро и ќе биде тука во близина некаде? Тоа ќе биде во Грција. И ако Ганон Бейкер го прифати се тоа што ние го бараме и он што го бара од нас, мислам дека ќе биде одлична можност за сите наши кошаркари да присуствуваат со Ганон Бейкер. А Ганон Бейкер е, ако не еден од најдобрите, ако не и најдобар у цел свет. Дефиниција на златен стандард. Пред да се одјавиме уште некое прашање, ќе се обидам да видиме само, имаме уште некои минути. Колку е соодносот кај момци и девојки во моментот како интерес можеби за овој практичен пример кој што го даде за иновативен метод на кошарката и во овие 10 години колку момци и девојки влегоа и сега веќе излегоа можеби некој од нив како успешни спортисти. Можеби некои од нив нема да останат да речеме толку конзистентни, може ќе одберат некоја друга професија, ама колку излегоа до сега бројка од овие 10 години на Ивица Яковлевски пробаскетбол? Може, јас сум работел со овие 10 години, па да не претрам преку 1500-2000, не знам, играчи и од Македонија и целиот свет, затоа што имав и странци играчи и се уште имам кои доаѓаат од други држави. Вака соодносот е повеќе се момчиња, морам да кажам, помалку девојчиња, меѓутоа и тие девојчиња што доаѓаат се навистина квалитетни и
се трудат и многу работат. И сега, например, имам девојчиња кои што се 13 години, а веќе играат во М18, значи тоа се веќе 5 години повозрасни, а прикажуваат многу добри игри и квалитетна поставеност на играта во М18. Тоа е за мене еден голем напредок, а истите тие девојчиња беа со многу намалена самодоверба, со многу неверба во себе и со намалена почит према себе. И тука делува работата моја како мотивационен говорник, како психолог, како се во едно, постојано збори, слушај се по телефони и така натаму, после тренизите останува и уште саат време, два, за да се збори што е проблемот, да го најдеме решението и така натаму, ма ете, со труд и со посветеност, секогаш се постигнува до посакуваната цел. Да, не можам да го изоставам моментот кога минатата година, можели и пред 2 календарски години, снимавме тука исто така во непосредна близина на терен кога дојдоа момци и девојки, односно повеќе момчиња кои што со таков респект кон тебе, веројатно те почитуваат не само како тренер, туку вистинска како другар, татко во тој момент, другарство се вели од први редови и верувам дека тоа е чистината која што ја имаш, да речеме, како релација, како мост кој што го радиш. Некаде конкретно ова издание на ние 10 години ќе те честитам, секако на крајот од месец ноември ќе имаш прилика на некој начин и ти ова поглавје да го финализираш со годинава 2025 која што изминува полека со еден настан на кој што ќе дојдат голем дел од луѓето кои што биле дел од пробаскетбол и ќе дадеме здравица за уште нови јубилеи. Така е. Ова што го кажа сега за момците, дека имаат почит, да, имаат, сите играчи чувствуваат искреност. Кога искрено ќе се поставиш спрема нив, кога ќе сакаш искрено да им помогнеш, не само тренингот, затоа што знаеш како има тренери, ова ти е тренингот, си одат чао и толку. Јас се посветувам максимално со нив, зборам за нивното училиште, зборам за нив, што им се случува во приватен живот и така натаму, и они тоа многу го ценат. Освен кошаркарскиот дел каде што работиме многу макотрпно и посветено, а кога имаме прилика и вие кога имате ќе дојдете еден тренинг да видите како работиме и така натаму. А за крај да кажеме дека оваа година, како што кажа, нели 2025 го прославуваме јубилеот кој што ќе биде во еден од нашите хотели, ќе биде голем настан, ќе има околу 150 до 200 гости, ќе има соработници кои што се и од Македонија и надвор од нашата држава, така да мислам дека ќе има водител прекрасен, ќе има диџеј, ќе има денс групи, ќе има 2 видеа, првото одлична екипа, ќе има, морам да кажам, 2 видеа, од едното видео ќе биде токму како сум почнал, ништо сум поминал, каков бил патот и како сум стигнал до 10 години покрај сите предизвици, и тоа ќе биде еден мотивационен дел како они да се однесуваат во иднина према тоа што го сакаат и како да биде нивниот пристап према кошарката или било што друго во животот. Да, така да ќе биде одличен настав, Марче. Има и најава за тоа, така да ќе биде одлично. Од се срце ти благодарам за ова фантастично интервју и се надам дека бевме доволен предизвик да те лоцираат Ивица Јаковлевски баскетбол, каде што секој еден кој што не гледаше во моментот или репризно ќе не фати, ќе може да дојде во твои раце и со твојот метод да го смениш целиот концепт и таа холистика која што треба да се ја примениме за подобар и квалитетен живот, особено и секако во секојдневниот и спортот. Ви благодарам и на вас што ме повикавте и се надевам дека ќе имаме следна прилика повторно да си разговараме. Сигурно дека јас и Ивица разговаравме, одеа инсерти, секако колегите Влаче и од режија ви го екранизира на некој начин, чисто да го видите. Јас би рекол овој човек пума кој што со неверојатна брзина и талент го споделил тоа со најмладите момци и девојки. Од тука се одјавуваме со Ивица Јаковлевски. Се надам дека уживавте ова приказна на ние и секако останете на фреквенција Телма.